Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите торта со круши. Почнуваме со подготовка на пандишпанот. Јајцата ги кршиме, ги делиме белките од жолчките, ги ставаме во 2 сада за матење. Потоа со миксер ги матиме белките. Додаваме 2 лажици шеќер. Преостанатиот шеќер го додаваме во садот со жолчките. Матиме со миксер додека не се растопи. Во садот го додаваме брашното. Го додаваме и какаото. На крајот ги додаваме изматените белки. Мешаме со лопатка додека смесата не се соедини. Смесата ја нанесуваме во тава за печење обложена со хартија. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 30 минути на температура од 180 степени. Почнуваме со подготовка на филот. Во тенџере на оган ја налеваме водата. Додаваме 2 лажици шеќер. Половина лимон цедиме во цедалка. И лимоновиот сок го додаваме во тенџерето. Крушите ги лупиме. Ги сечеме на половина. На половинките круши ги отстрануваме сенките. Потоа ги сечкаме на коцки. Парчињата круши ги ставаме да се варат во тенџерето. Во друго тенџере на оган налеваме половина од млекото. Го додаваме преостанатиот шеќер. Во мензурата со преостанатото млеко го додаваме прашокот за пудинг. Мешаме со жица за матење. Непрекинато мешајќи со жицата во зовриеното млеко го додаваме размешаниот пудинг. Откако пудингот ја добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. По 5 минути варење со лажица решетка омекнатите парчиња круши ги ставаме на чинија. Продолжуваме со подготовка на филот. Во сад за матење го ставаме путерот. Матиме со миксер додека не стане пенест. Го додаваме изладениот пудинг. Повторно матиме со миксерот. Пандишпанот го вадиме од тавата, му отстрануваме хартијата. Го сечеме на 3 еднакви ленти по широчина. На послужовник ја ставаме првата лента пандишпан. Ја премачкуваме со фил. Врз филот нанесуваме изладени парчиња круши. Постапката ја повторуваме и со втората лента пандишпан. Ја нанесуваме третата лента пандишпан. Со преостанатиот фил ги премачкуваме страничните делови на тортата. Во сад за матење го ставаме прашокот за шлаг. Го налеваме млекото. Матиме со миксер додека шлагот не ја добие потребната цврстина. Потоа со шлаг ги премачкуваме страничните делови на тортата. Преостанатиот шлаг го ставаме во сладкарска кеса. Со неа со шлаг ги украсуваме горната површина и страничните делови на тортата. Декорираме со преостанатите парчиња круши. Декорацијата ја завршуваме со листови мента. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 90 минути.